Смислата на бракот е во причинувањето на радост. Се подразбира дека брачниот живот е најсреќен, најпотполн и најбогат. Тоа е совршена божествена установа. Божествената замисла се состои во тоа бракот да донесува среќа. Животот на мажот и жената да ги прави потполни, за никој од нив да не загуби, туку двајцата да победат. Ако бракот сепак не е среќен и не го прави животот побогат и попотполн, вината не е во брачната врска. Вината е во луѓето што се соединиле во неа. Бракот е божествен чин. Тој бил дел од Божјата замисла кога Бог го создал човекот. Тој е најблиската и најсветата врска на земјата. По склопувањето на бракот, првите и главни обврски на мажот се кон жената, а на жената кон мажот. Тие мора да живеат еден за друг животот и да го даваат. Порано и двајцата биле несовршени. Бракот е соединување на две половини во единствена целина. Двата животи се поврзани во толку блиска врска, што веќе не постојат два живота, туку еден. И двајцата до крајот на својот живот носат света одговорност за среќата на другиот. Денот на свадбата треба секогаш да се памети и да се издвојува од сите други посебно важни датуми во животот. Тоа е ден чија светлина до крајот на животот ќе ги осветува сите други денови. Радоста заради склопувањето на брак не е бурна, туку длабока и мирна. Кога се соединуваат рацете и се изговараат светите свечни ветувања, над брачниот олтар долетуваат ангели и тивко ги пеат своите песни, а потоа го заштитуваат срекниот пар со своите крилја, кога започнува нивниот заеднички животен пат. Поради вина на оние што се зеле, на едниот или на двајцата, животот во бракот може да стане несреќен. Можноста за среќа во бракот е многу голема, но не смее да се заборови ниту на можноста за пропаѓање на бракот. Само правилен и мудар живот во бракот ќе помогне да се постигнат идеални брачни односи. Првата лекција која човекот треба да научи и да ја исполни трпението. На почетокот од семејниот живот се откриваат како доблестите на карактерот, така и недостатоците и специфичноста на навиките, вкусот и темпераментот за кој другата половина не ни претпоставувала дека постојат. Понекогаш се чини дека е невозможно да се навикнат еден на друг, дека конфликтите ќе бидат вечни и безнадежни. Но трпението и љубовта совладуваат се. И двата живота се слеваат во еден, поблагороден, посилен, потполн, побогат и тој живот ќе продолжи во мир и спокојство. Должност во семејството е давање на несебична љубов. Секој мора да го заборави своето јас, посветувајќи се себе си на другиот. Ако нешто не е како што треба да се обвинуваме себе си, а не другиот. Неопходни се издржливост и трпение, бидејќи нетрпението може да расипе се. Остриот збор може да го забави соединувањето на душите на брачниците за цели месеци. Од двете страни мора да постои желба бракот да се направи среќен и да се совлада се што представува пречка за тоа. И најсилната љубов треба секојдневно да се зацврстува. Најнепростива грубост е токму онаа што ја правиме во сопствениот дом кон оние што ги сакаме. Уште една тајна за среќата во семејниот живот е вниманието на еден кон друг. Мажот и жената мора постојано еден кон друг да се покажуваат со знаци на најнежно внимание и љубов. Среќата во животот се состои во одредени мигови од ситни задоволства кои брзо се забораваат. Од бакнежи, насмевки, добар поглед, срдечен комплимент и безброј мали на добри мисли и искрени чувства. На љубовта исто така е потребен незиниот секојдневен леп. Постои уште еден важен елемент во брачниот живот, а тоа е единството на интересите. Ниту една грижа на жената не смее да изгледа премногу ситна, дури ниту за гигантскиот интелект на најголемиот маштот. Од друга страна, секоја мудра и верна жена со задоволство ќе се интересира за работата на својот маж. Таа ќе посака да знае кој е негов потврд успел, а кој не, и да биде во текст со сите негови секојдневни работи. И двете срца нека ги делат и радоста и страдањата. По половина нека делат тешкотијата од грижите. Се во нивниот живот нека биде заедничко.
тие треба заедно да одат в црква, да се молат еден покрај друг, заедно пред Бога, да изнесуваат тежината од грижите за своите деца и за се она што им е скапосено. Зошто да не разговараат за своите искушенија, сомнежи и тајни желби и да не си помогнат еден на друг со сочувствување и со зборови на охрабрување. Така ќе живеат еден живот, а не два. Секој од нив во своите планови и надежи задолжително мора да мисли на другиот. Не смеат да имаат никакви тајни еден пред друг. Мора да имаат само заеднички пријатели. На тој начин двата живота ќе се слеат во еден и ќе ги делат мислите и желбите, и чувствата и радоста и тагата, и задоволството и болката. Плашете се од знаците на најмало недоразбирање или оттугување. Наместо човек да се воздржи, тој изговора глупав и невнимателен збор и еве, помеѓу двете срца, кои дотогаш биле една целина, се појавила мала пукнатина, која се повеќе се шири, додека тие за секогаш не останат одделени едно од друго. Сте кажале нешто непромислено. Веднаш побарете прошка. Се случило некое недоразбирање, не е важно по чија е вина, не дозволувајте тоа да остане помеѓу вас. Воздржувајте се од кавги. Не одете на спиење, таејќи во себе гневни чувства. Во семејниот живот не смее да има место за гордост. Никогаш не треба да се храни чувството на навредена гордост и да се мери кој треба да бара прошка. Оние кои вистински љубат не смеат да се занимаваат со такво барање правда. Тие се секогаш подготвени да се повлечат и да се извинат. Без Божиот благослов, ако Бог не го освети бракот, сите честитки и добри желби од пријателите ќе бидат само празни зборови. Без Божниот секојдневен благослов на семејниот живот, дури и најнежната и неискрената љубов не ќе може да даде се што му е потребно на женото срце. Без благослов, од небото сето убавина, радост и вредност на семејниот живот можат во било кој момент да бидат уништени. Во уредувањето на домот мора да учествуваат сите членови на семејството и најпотполна семејна среќа може да биде постигната кога сите честно ги исполнуваат своите обврски. Во овој случај еден збор опфаќа се. Тој збор е љубов. Во зборот љубов има цело море од мисли за животот и должноста и кога упорно и внимателно ги изучуваме, секоја од тие мисли станува јасна и прецизна. Кога овенчува убавината на лицето и се гаси сјајот во очите, а со старост доаѓаат брчки или оставаат своји траги и белези болестите, тагите и грижите, љубовта на верниот маж мора да биде исто толку длабока и искрена како и порано. На земјата нема мерка кој може да ја измери длабочината на Христовата љубов кон неговата црква и ниту еден смртник не може да сака со исто толкова длабочина, но сепак секој маж е обврзан да го прави тоа во онаа мера во која љубовта може да се повтори на земјата. Ниту една жртва не треба да му изгледа преголема за неговата сакана. Во љубовта е потребна посебна деликатност. Човекот може да биде искрен и верен, а сепак во неговите зборови и постапки да недостасува онаа нежност која толку го плени срцето. Еве еден совет. Не покажувајте го своето лошо расположение и чувствата на навреденост, не зборувајте гневно, не постапувајте лошо. Ниту една жена нема толку да страда заради острите или непромислени зборови што излегувале од вашата уста, како вашата собствена жена. А најмногу од се, плашете се да ја растажите токму неа. Љубовта не ти дава право да се однесуваш грубо кон оној кој го сакаш. Колку односите се поблиски, толку поболно му е на срцето од поглед, гест или зборови, изговорени во нервоза или едноставно непромислени. Секоја жена мора да знае дека кога е вознемирена или има некои потешкоти, секогаш кај својот маж може да најде безбежно и тивко за солниште. Таа мора да знае дека тој ќе ја свати, дека кон неја ќе се однесува многу тактично, дека ќе употреби сила за да ја заштити. Таа никогаш не смее да се посомнема во тоа, дека тој ќе се чувствува со неја во сите тешкотии. Таа никогаш не треба да се плаши дека може да најде на студенило или прекор кој ќе дојде да бара заштита кај него. Ако едниот сопружник го почитува другиот, и тој е возвишен, а ако не, и тој е понижен. Човекот треба да се советува со својата жена за сите работи да има доверба во неа. Може би таа нема да се разбира во работите како него, но може би ќе предложи нешто многу поскапосено, бидејќи женската интуиција
честопати работи поброгу од машката логика. Меѓутоа, дури ако жената не може да му помогне на мажот во неговата работа, љубовта кон него ја принудува да се интересира за неговите грижи. Таа е среќна кога тој бара совет од неја и така тие уште повеќе се зближуваат. Ако денот бил успешен, таа заедно со мажот ја дели неговата радост, а ако бил неуспешен, таа исто така ја дели неговата тага и му помага да ги преброди непријатностите што ги охрабрува. Рацете на мажот, кој е вдахнат со љубов, треба да умеат се да направат. Секој маж кој љуби, треба да има големо срце. Секој маж на жената христијанка мора да се соедини со неја во љубовта кон Христа и од љубов кон неја тој ќе помине низ искушенијата во верата. Делејќи го незиниот живот исполнет со вера и молитва, тој и својот живот ќе го врзе на небото. Обединети на земјата со заедничка љубов и вера во Христа, изливајќи својата заемна љубов и љубовта кон Бога, тие ќе бидат вечно соединети и на небото. Зошто срцата ќе трошат години на земјата, сраснувајќи едно со друго, преплетувајќи ги своите животи, слевајќи се со душите на еден сојуз, за тој да може да се достигне дури по смртта. Зошто не се стремат веднаш кон вечноста? Не само што среќата на мажот зависи од жената, туку и разворот и растот на неговиот карактер. Добрата жена е благослов од небото, најубав дар на мажот, негов ангел и извор на безброј богатство. Незиниот глас за него е најсладка музика, незината насмевка му го осветлува денот. Незиниот бакнеш е чувар на неговата верност, незините раце се мелем за неговото здравје и за целиот негов живот. Незината срамежливост е негов најдобар економ, незините устни негов најдобар советник. Незините гради најмека перница на која се забораваат сите грижи, а незините молитви се негов застапник пред Господа. Верната жена не треба да биде фантазија на поетот, ниту убава слика, ниту суштество кое човек би се плашал да го допре. Туку таа треба да биде здрава, силна, практична и вредна, способна да ги исполнува семејните обврски, а која сепак се одликува со она убавина која на душата и дава возвишена и благородна цел. Првата работа што се бара од жената е верност. Незината верност во една широка смисла на зборот. Срцето на незиниот маж мора да и се доверува без страв. Апсолутната доверба е основа на верната љубов. Сенката на сомнежот ја нарушува хармонијата на семејниот живот. Верната жена со својот карактер и однесување докажува дека е достојна за довербата од сопругот. Тој е сигурен во незината љубов, знае дека незиното срце постојано му е верно. Знае дека таа искрено ги поддржува неговите интереси. Многу е важно мажот да може да и го довери водењето на сите домашни работи на својата верна жена, знаејќи дека се ќе биде во ред. Расипништвото и екстравагантноста на жената им ја уништиле среќата на многу брачни парови. Секоја верна жена се интересира за оно што го интересира неговиот сопруг. Кога му е тешко, таа се труди да го охрабри со своето сочувствување и искажување љубов. Таа со ентузијазам ги поттикнува сите негови планови. Таа не е товар на неговиот грб, таа е сила во неговото срце која му помага да стане се подобар. Но не се сите жени благослов за своите сопрузи. Понекога жената се споредува со растението ползач кој го обвиткува силниот даб, односно својот сопруг. Верната жена го прави животот на својот сопруг поблагороден и позначаен, насечувајќи ја силата на својата љубов кон позвишени цели. Кога таа, полна со доверба и љубов, ќе се привие кон него, во него се будат најблагородните и небогатите црти на неговата природа. Таа во него поттикнува храброст и одговорност. Таа му го прави животот преубав, ги ублажува неговите остри и груби навики, ако имал такви. Меѓутоа, има и такви жени кои се слични со билките паразити. Тие се обвиткуваат околу својот сопруг, но самите не придонесуваат ништо. Тие не подаваат рака за помош, се излежуваат на креветите, се шетаат по улиците и сонуваат над љубовните романи. Тие се потполно бескорисни и како такви стануваат товар и за најнежната љубов. Наместо животот на сопругот да го прават посилен, побогат и посреќен, тие само им пречат на неговите успеси. Резултатот е многу беден и понеа. Верната жена се припива и го обвиткува сопругот, но исто така и му помага да го инспирира. Незиниот сопруг на сите полиња чувствува како незината љубов му помага.
Добрата жена е чуварка на семејното огниште. Некои жени размислуваат само за романтични идеали и ги занемаруваат своите секојдневни обврски, а со тоа не ја зацврстуваат својата семејна среќа. Чести причини за уништување и на несилната љубов се непедантноста и лошото водење на домакинството. Жената е надарена со сочувствување, деликатност и способност да потикнува, односно да инспирира. Ова прави таа да стане во изнеса смисла Христов пратеник со мисија да ги олеснува човечките страдања и таги. Главната обврска на секоја жена е уредување и водење на домакинството. Таа мора да биде дарежлива и со добро срце. Жената, од чиешто срце не допираат несреќите, која неите да помогне кога тоа е во нејзина моќ, е лишена од еден од главните женски квалитети кои ја прават основата на женската природа. Вистинската жена го дели со сопругот товарот на неговите грижи. Што и да му се случи на мажот во текот на денот, кога ќе дојде дома, мора да дојде во атмосфера на љубов. Другите пријатели можат да го изневерат, но верноста на жената може да биде постојана. Кога настапува мракини прилики го опколуваат сопругот, верните очи на сопругата го гледаат како ѕвезди на надеж кои блескаат во темнина. Кога е потиштен, незината насмевка му помага повторно да најде сила, како што сончевиот зрак го подига на веднатиот цвет.